Saudi Arabia, Israel! I love you! Girl, they will try to tell you what to do, how to look, smile, act, and move. All the rules are made for you to lose. But baby, let me tell you something. Ajde, hvala. Zimi ti za srećan da se naprimeđu. Žive i zdrava. Беше прекрасна, беше най-добра. Това е за тебе, като прочитате утре, ще е занимаването. Благи да ще прочекна повече. Hvala. Posebno što sam se prgana od doma. Ajde, благи. Hvala. Горди, ти благодарам за успехот и за среќата која што ни ја овозможи, што не сплоти како никогаш до сега. Прекрасна беше. Честитки. Што се убави. Прекрасна си. Убави, здраво, а и јас сум Повели. као избркана од дома, луѓе. Повели седни. Знаеме дека си умора. Со нетрпение те чекаме од 8 саат. Со програма во живо, втор ден. Што правевте 4 сати? Ова си за тебе, најдовме тими Тамара. на муабет. Директно од Тел Авив. Вака сега, имаш црвена папка на среќата, така ние си ја крстивме. Ете, ја имам и јас истава папка, најавуваме веќе 4,5 сати изненадување за тебе. Ете, сега ќе го прочитам ако ми дозволиш целото сообштение од ова одлука. Така, јас ќе читам, ти можеш и гледаш. Само следи. Значи, Ајде, ке те слушам, може? менаџментот на БМЈ Медија Груп и 1 ТВ и сопственикот Бојан Јовановски ја донесоа оваа одлука за донација и истата стапува на сила веднаш. После историскиот успех за нашата земја над звездата Тамара Тодевска на музичкиот надпревар Евровизија 2019, која што не направи сите горди и не обедини како нација, БМЈ Медија Груп и 1 ТВ со задоволство донесоа оваа одлука за донација. БМЈ Медија Груп и 1 ТВ на музичката поп звезда Тамара Тодевска и доделуваа донација во висина од 10.000 евра. Кои средства ќе... Јас имам трема, не знам... Јас имам трема додека читам... Кои средства ќе бидат наменети за цело креативно и уметничко творење на споменатата музичка звезда. Музиката треба да биде стоп обединување, имам трема, не знам зашто. Имам трема, драги гледачи. 5 сати сме во живо, имам трема. Искрено посакуваме оваа донација да помогне за почеток на голема интернационална кариера на нашата музичка поп звезда Тамара Тодевска. Со таков успех сите ние ќе бидеме горди и нашата земја ќе има достоинствен музички амбасадор на секаде во светот. Како што тоа беше Тел Авив. Има уште, вистинските и квалитетни уметници заслужуваат поддршка, па затоа со оваа одлука за донација ги повикуваме сите други општествено одговорни компании да ги поддржат уметниците и да помогнат за развој и прогрес на нивните дела со кои ќе се гордееме заедно. За реализација на оваа одлука за донација е потребно подпишување на договор за донација помеѓу двете страни. Оваа одлука е во 2 примерока, по една за двете страни. Имаш ти. Честито Тамара, честити Тамара, ете. Вистина премногу горди и добре дојде во Македонија. Добро ве најдов. Многу сум среќна што сум конечно дома. Фала ви многу за ова изненадување. Мислам, ја нели очекував помалку од Боки. Не зборам за сумата, зборам за убавото изненадување и идејата што се сетив да го направи ова. Ова што го направивме, можда малчекот беше за Европа, али беше многу голем за нас. Кажав до сега, не знам ни више дали ќе се повторам, дека многу поставивме некои другачи стандарди, знаеш. Ние често го поставувавме прашањето што после оваа Евровизија? Па ќе се трудат, мислам, знаеш, кога имаш шанса да го направиш тоа, знаеш, ќе беше многу безвезно да се откажевме и да купевме амбулантни возила и да не отидовме на Евровизија, пошто никој немаше да знае за нас.
Ама се изборивме со сите зли јазици и против сите зли јазици и издржавме некако тој цел притисок што го имавме пред одењето, затоа што многу верувавме во песната, кога никој не веруваше во неа. И знаеш, кога знаеш дека имаш шанса да направиш нешто, ти е многу полесно и со многу повеќе желба ќе работиш. А кога од друга страна немаш никаква поддршка и немаш шанса, некој не ти дава шанса да направиш нешто, да се докажеш надвор од своите граници и да види светот, да чуе и да види кои сме и дека постоиме на планетава, пошто поло од луѓето кои што ги среќававме таму, на мапа не знаеа каде е Македонија. Ние многу бевме горди, знаеш, тука гледавме сите заедно, на секоја 12-ка, не ни се веруваше дека земји кои што никогаш не признавале, не знаеле. Ја добива видеа, луѓе, ја постојано плачам, искрено да ви кажам. Ја бев нон-стоп И уплакана. тато велко плачел Што се цело случуваше во време. твојата глава заради тоа што ние буквално бевме полудени тука. Цела телевизија Шокови со добивавме, браво а Ќош и твојата си турла. фацијална експресија не лаже. Јас едноставно Ја видов. не можам, ја не знам да лажам, мислам вие многу добро ме познавате. Јас не знам како да ви кажам, јас очекував тоа све. Ја кога си одевме, јас се кладев со еден мој другар дека ќе бидеме седми. Али искликавме осми на крај, за малце се Ова му спаси. доаѓа како со второто За место. малце се спаси за викенд у Грчка, другар ми. И тоа за 2 бода. За два. Али знаем дека ќе бидеме у првите 10 затоа што заслужувавме, луѓе. Толку така. Значи имавме песна, имавме вокал, сега да не се фалам. Имавме Имавме И светски треба да настап. се фалиш. Тие две, Зошто тие да две не? швеđанки кои што работеа на нашиот настап, луѓе, не знаете како се бореа за нас. Значи ние да ги немавме тие две жени, ние ништо немаше да направиме и тоа немаше да изгледа така. Значи они најдоа плюс човек за светлото на крај да изгледа така спектакуларно, пошто они рекоа сакаме светло, ова истата е што ја гледам овде. Да, истата. Таа што не направи горди и што сите разбраа за Македонија. Значи, тие две швеđанки, луѓе, они да не беа ништо од ова немаше да се деси, али они така се бореа како лавици. Не знаете, они пошто идеш на проба, имаш 100.000 проби, најпробано нешто во светот е ова Евровизија. Идеш на секоја, после секоја проба идеш у тој viewing room каде што си го гледаш настапот и гледаш оствари дека ништо не е од тоа кое што сме го сакале. Леле, овие две луѓе кога се отворија лавициве како дракарис, Змеја ги почна да као летат. двата змеја беа буквално. Значи, не знаете колку се, дури самите изнајдоа начин, најдоа човек од надвор. Значи, они беа во контакт цело време со тие луѓе, имаат, пошто работеле на Евровизија предходно, ги знаат сите тие луѓе кои што работеа таму, повеќето, мислам, од продукцијата на Евровизија. И буквално им влагаа под кожа, буквално ги пореметува, се караа, се дереа. Таа едната се караше нонстоп со сите, нонстоп беше љута, затоа што она се насмеа прв, мислам се насмеа прв, не е дека, него кога беше настапот, она прв пат рече после финалето дека тоа е тоа. После финалето, дури не беше задоволна ни на полуфиналето. Значи, финалето Значи се стреми кон апсолутна Перфекција. перфекција. Значи случајности да не постојат во ниеден немаше сегмент. случајности. И мувичка. И што сакав? Ние, например, сите пари кои што ги имавме, што немавме некој буџет кој знае каков. Значи Најмало имаш сите учесници. 150.000 евра за две Евровизии, детска и наша. 100.000 евра е за големата Евровизија, буџет. Од тие 100.000 евра, 36.000 евра се плаќа учество. Значи, со останувато уште 64.000 евра кои што се смешни пари. Ние немавме за ништо, луѓе. Сите тие луѓе кои што дојдоа таму дојдоа без пари. Значи, како да ви објаснам колку ние на шкрги работевме и колку се дадовме, а не е дека добивме, не знам што, пошто свашта се пишуваше, мислам има луѓе кои што немаат појма ни што пишуваат, нити па се фатиле за работа во животот, него само седат и знаат и да критикуваат, а ништо не постигнале. И мислам многу се нервирам кога такви не ми се битни тие. Многу ми е драго што имав многу голема поддршка. Искрено имав многу голема поддршка
од цела македонска јавност. Ние имавме и вчера отворено студио. Македонската јавност те поддржуваше, имавме и денеска. Меѓутоа, ние не би биле ексклузивни, не би биле еден ТВ ако не гледавме со цела твоја фамилија Евровизија. Да, и тоа Сегде разбрав. отидовме, да. Разбрав и тоа малце успеав да се уклучам Ни пошто коментираше, го видовме не ми- тоа, ни коментираше. Да, ви да, пишам дека ве тоа сакам, видов, да. Да, кажавме тоа во живо. Многу, да, и тоа рака, не ми го зима телефонот, цело време беше дај го телефонот. Вака идев да пеам и слушав. Имаме ние изненадување за тебе, Тамара. Аман, више доста се изненадувања, ќе ме шекнете. Сакаме да ти покажеме како гледавме А, Евровизија, со ајде. кого гледавме и што има луѓето да ти порачаат. Затоа што публиката очигледно публиката знае што е добра музика, знае што е добар пејач, знае што е добар настап. Јас сум горд, јас сум среќен, јас сум пресреќен со Тамара. Тамара ја водев од 4 години во музичките школи, да пее, да игра, да биде со музиката заедно. Значи, вечерва сум најгордиот татко е мислам на светот. Ние сме премногу горди. Многу ви благодарам што ме вклучите, бев упорен за да ве добијам, а се извинувам, навистина сакав да дојдам во емисијата ваша и да ви кажам неколку работи кои што би биле многу значени за Тамара. Меѓутоа, еве и вака, на овој начин се јавувам и ви се заблагодарувам што и не само на вас, него и на целата македонска јавност што така убаво се изрази за Тамара. Ви благодарам, господине Велко. А овој момент? Пријатно За да јавувањето, да, токму така, ви благодарам и за Тамара и со другиот дел од семејството. Па ајде да видиме што тие Тамара има да ти посакаа тебе додека ти беше во Телавив. Нина инаку гледаше во Гевгелија, Евровизија и финале со мачка и со семејството. Да, знам, Нина. Каква е Тамара како снајка? Добра ли е? Вака, со Тамара сме Веќе добро се смее. како другарки. Да. Она ќе си каже, ја ќе си кажам, се збориме, она не ме става на Имате да кажете вие за Тамара? Што можам да кажам за Снаја? Има ли некој свекар да каже лошо за Снаја? Па треба ненормален да е. Особено за Тамара. Ќе го типа. Не, она е баш кул. Се понаша, со сите е еднакво, за сите сме еднакви за неа. Не двој, овој ми е свекарова, ми е свекарова. Супер си е. Па за тоа сум и стално у Скопје. Тамара, Браво. ова се сите реакции кои што ги добивме изминатите 24 часа додека гледавме Евровизија, додека имавме отворено студио. Те гледавме тука, ние сите се тресевме, Сергеј што вика додека ти пееше, зборевме со Тијана вика, она е луда, она нема трема, мене, ја немам крв у мене. Дуѓа, Тебе, значи кога ти не беше можеш да имаш најтешко? трема кога имаш 100 проби. Значи, искрено имав трема на втората полуфинална вечер. Не трема, некој така адреналин, да речеме. Али се осети тоа и во вокалот. Мислам, ја осетивте разликата на четвртокот и од финалето. Финалето беше Финалето, ја излегов, што вика Армен, ти излезе као да пееш на Макфест. Па добро, не беше Значи- сега до толку. Не, ја бев на почетокот, не знам дали слушнавте колку ми се растрепери гласот, затоа што кога излегов на сцена не знаете каков делириум се деси у публика. Чи побудалеа, можевме урла. да слушнеме. И тоа таква некоја, Истори знаеш, притисок? малце душотрес имав, што ја викам, душотрес. Малце ми пукна душата на почеток. На почеток ми пукна душата дури во еден момент и се поднасмевнав на првата строфа, дур пеев, затоа што ми бе многу убаво ми дојде, знаеш, ми дадоа некаква енергија и мислам дека никад поубаво во живот не сум испеала ништо. Мене ме интересира што ти се вртеше во глава кога ги добиваш оние 12 поена, 10 поена, па 12, па пак 12 и отеднаш на прво место.
Па што ми се дешаваше? Убав адреналин, убава не знам, многу убава. Во историјата на Македонија тоа не се десува. Па Свесна си ти? Свесна сум. Свесна си ли што направи? Чекај малку. Не. Леле луѓе што направи? Јас сум искрено уште не знам дека сум вратена. Уште не знам дека сум вратен. Стварно не знам Камера дека си сум во вратена. студиото, не идете во отворена програма? Добро, знам, а уште утре мислам дека ќе сватам. Еве ги моментите. Да. Еве ги моментите. Да знаеш Ова ние што сите правиме. Ова видео поени го кои што гледав, ги да, дадовме. ова видео го гледав денеска едно множество. Tamara. Да, и сите беа, значи, многу убав пречек имавме таму. Израел ме одушеви, израелците ме одушевија какви домакини си, колку се многу ме потсеќа на нашиот народ. Колку се гостопримливи, колку се отворени, колку се кул, колку они уствари беа. Кажи, Весна. Колку? Што? Јас сакам да те прашам, ние бевме на линија со Ношпо. Аха. Моментот кога тебе веќе те однеса на сцена вчера пред финалето и он кажа дека Тамара си ги носи стрекните чевлички. Кои се тие стрекни чевлички, Тамара? Моите стрекни чевлички од манго иначе не беа воопшто планирани. Тргнавме на првата проба и свативме дека ги заборавивме штиклите. Каде бе штикли, Тамаро? Како тргна бе Свативме штикли? дека ги А заборавивме добро, и личи на сандалите, тебе да ги пардон, забориш не штиклите. да. Па, еве, тука више делириум сум. А види ми го, црвениот кармин! Црвениот кармин на коса. На чело имам. ти отишла. Мака цела сум розева уште. Ме баци Александра. Ме баци у глава и останав розева. Ти да знаеш Еве, тоа ова, што се овој случуваше. момент, да, овој момент беше феноменален. Замисли ти, Стефан, тамо што се случува. Незгодно ни падна у еден момент дури на Green Room, затоа што цело време нас не снима. Едно незгодно. Еве ги тие 3 поена. А не? Не, тука. тука веќе Уште сме водиме, уште. а? Да. Први. Мене стварно не ми беше јасно на крајот како Чекај малце, и не ви докажав, Да, извини. ајде Те чевличките па Те прекинав. ќе зборуваме. Овај, И што бидно со и ги чевличките? заборавивме нели штиклите и тие ги носев тој ден. Тие црвени штиклички, сандалки од манго и си ги носев. И викам, ноки нема шо, викам, овие ќе ги носам. А он само моли Господ да бидат да не се гледаат, разбираш, биш ако се гледаат ќе бидат дебакал. Па се, ти се погодија. Уште удобни ми се штикли. А толку беа удобни и Дарко Димитров, што нели, најпаметен ни е у екипата. Вика, Тамарче, да си идеш со овие штикли затоа што се осеќаш стабилно и тоа е фер. Значи, у тие другите стојам и паѓам. Така што јас ги крстив тие Lucky Shoes и си ги носев цело време. Се пресоблакав, у Green Room си ги облакав црните кои што требаше да ги носам, за да случајно не ми се видат, а на настап си ги носев црвените. И гледам дека ти донеса И донесоа среќа, да. Тамара, Кога беше твојот најсреќен момент? Чекај, молим те да кажеш. Истото ќе го поставам. Истото ќе го поставам. Јас од толку не знам више што Уште имаш време? Јас два дена тука стојам. 3 дена збориме за тебе тука. 3 дена збориме, 3 дена се раскажа. Се раскажа. Цело време за тебе. До 2 и Си пол 3 дена, сати. а ја 3 месеца станувам и легнувам со оваа Евровизија. 5 сати збориме сега, дојде тука, колку прашања имам, свесна ли си? Да. Ајде, да почнеме. Да, вика. Најтешкиот момент, најстрекниот момент. Сума сумарона се, колку си задоволна? Многу сум среќна, многу сум задоволна. Очекував дека ќе имаме успех и очекував дека ќе бидеме во првите 10, тоа ја го кажав и пред да одиме. Дека ќе бидеме втори, кажав во еден момент, али и се испостави и втори дека бевме. Во еден момент. Цела вечер викаш. Тоа е твоја карма. Да, тотално. Значи многу убаво поминавме во Израел. Многу убав момент ни се деси во Јерусалим. Отидовме на гробот, нели, на Исус. Обично се чека по 4 сата редица. Ние имавме таа среќа да пројдеме за 20 на минути, не знам како, Анета беше со мене, Андонова, не знам како ја успеавме да ја имаме таа среќа да така лесно пројдеме. Имав едно крвче кое што си го носев со мене, таму го поминав и цело време беше со мене додека пеев, тоа мислам дека исто ми донесе среќа. Се избањав еднаш у море. И успеав да се избањам еднаш. Ладно беше, али беше преубаво, многу е влажен воздухот и е топло многу, али преубаво.
Беше многу гужва, да певме преку улица ни беше Јуро Виличот, тоа е евровизиското село и цело време беше хаотично. Не можеше да се спие. Многу луѓе, многу. Милиарда луѓе. Значи, не знам колку милиони дневно проаѓаа луѓе. Вака седевме една вечер на плажа и гледавме буквално на 5 секунди слетува авион. Буквално, значи, буквално. Така, Тамара, 2 дена, еве, имаме програма, гледачите 2 дена не следат, па мислам дека треба да им дадеме прилика во овој момент да слушнеме и мислење, еве, кога си веќе тука. И да те поздрават. Ајде. Така, ајде, имаме гледач во живо, добро вечер. Здраво. Ало, добро вечер. Кој ни се ово? 3 дена, јас сум исто 3 месеци... Ноги! Ноги! Моја? Ало? Не, наш после кога разговараме? Ненад од Свети Никола. Здраво, Оу, Ненад. ја извини, ја мислев нож по. А Ненад го знам и Ненад јас. Ненад ми е многу голем фан уште од кога знам и за себе и од кога пеам. Така, ти тој Ненад? Така. Срце мое. Многу те сакам, ја тебе, знаеш. Знам. Фала ти за ова се што ни го направи и преска ми спомна нешто без швеѓанките, ништо не имало да биде. Ти да застанеш само со елентрик од телефон, ќе растуриш не швеѓанки и глупости. Не е точно. Се беше битно, срце мое. Многу беа битни тие швеđanки, да знаеш. Пошто ништо од тоа немаше да излезе така спектакуларно, да разбираш. Ќе беше добро, али немаше да биде впечатливо. Така е, дефинитивно се служувам. Фала ти многу, ја цел ден чекав да се јавам, да те поздравам и дочекав и... Фала ти. Фала ти на поддршката цел живот што ми ја даваш. Уште многу успеси ти тоа го заслужуваш да блескаш цело време. Фала Ненад. Поздрав до цело Свети Николе. Ајде. Имаме уште еден гледач. Мислам дека треба да продолжиме со гледачи. Да, добро вечер, за кого? Ало, добро вечер. Добро вечер, кој ни се ово? Мише од Штип. Здраво Штип. Здраво, Тамара, поздрав, честитки, се најдобро. Сакам само да се надоврзам на малку тикчеп на нешто од изјавата, дека ни фалат амбулантни возила. Јас ќе кажам дека ни фалат и пожарникарски, дека ни фалат... Ни фалат многу работи, ама не е поентата од уметноста да зимаме за да дадеме за амбулантни возила. Која е поентата ние да не одиме на Олимпијада? И која е поентата да ние не одиме на вакви случувања каде што може да се промовира и уметноста и спортот и да бидеме дел од Европа и да не слушне светот за нас, пошто и ние знаеме како треба, нели? Значи, на нас ни фалат вакви моменти. Јас сум многу благодарен, ние сме 2 вечери до Сабајле седеме и ве гледаме и само да продолжите вака, јас вчера се јавив во емисија и кажа, тие си ја летвичката многу високо постави. Сега, наредните Евровизии, само да можат да ве надминат вас. Толку имам, фала, поздрав. Фала ви многу. Така, уште еден гледач ќе вклучиме сега. Ајде, трет поред. Се изнервирав, дали ме примети? Зошто, Тамара? Чекај Јас сега. вчера реков дека јас би те прогласил тебе за доживотен представник на Македонија на Евровизија за секогаш. Ќе разговараме да го слушнеме и третиот гледач. Ајде, уште еден гледач. Добро вечер, за кого? Добро вечер. Добро вечер. Кој ни се ова и од каде? Еве, имам таа чест да се јавам. Монси се јавува. Монси. Лепотице моја. Па од кога не сум ти го чула тој твој глас? Многу сум горд на тебе. Синека не направи сите среќни. Преубава беше, како и секогаш. Одамна не сум те видел, но се надевам ќе се видиме наскоро. Ти посакувам светска кариера, бидејќи навистина ти тоа го заслужуваш. Ти снож си беше кралица, душо моја. Queen of the North. Така ми ме нарекоа. Така те нарекоа? Змеј? Па ете ги тие двете швеđanки беат, змејовите. 2 змеја имаш, па тоа. Фала ти, Монси. Се исклучи, Монси? Да, имаме уште еден гледач за крај. Да го вклучиме во живо и четвртиот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Ајде, мислење за Тамара. Што имате да кажете? Мислење за Тамара. Луѓе, само ќе речам, леле луѓе, што направивме. Ете го. Фала. Ќе правиме ние уште.
Многу интересна работа, многу интересни луѓе запознав таму. Направив некои контакти, па се надевам и дека ќе излезе и некоја и добра соработка од сето тоа. Ми се понудија, не знам, германски, шведски композитори. Еден дури дојде да ме покани да пеам на мюзикл во Лондон. Вау. Значи, да, баш вау. Вау. Ова е веќе... Така што, да. Сериозна работа. Така што, мислам дека од овај ќе биде нешто. Колку очекуваш да ти се промени животот после се ова? И мене животот ми застана во февруари и мислам дека ќе продолжи од утре. Така што ќе ми донесе колку... Што беше прашањето? Дали ќе ми донесе? Дали сметаш дека ова е еден нов почеток во твојата кариера? Апсолутно. На многу подобро. Апсолутно. А сега што? До прва почна. Сега што? Па сега треба да се искористат овие 5 минути. И од мене интернационална кариера. Па да речеме. Светско. Да речеме. Многу пати велеа светско, а наша. Имам следната недела имам состанок во Софија со еден дечко за нова песна која што сакам да ја издадам за лето сега. Тоа е Борислав, што работеше на Јана пред 2 години Dance Alone. И оваа година ја работеше на Азербејџан, на Джингис песната. И со него имам договор да се видам следната недела во Софија за да видиме дали нешто ете. Ке би можеле да направиме заедно. Би сакала така да видам, да прошарам малце со различни луѓе да поработам. Морам да те прашам, од каде ја црпиш оваа енергија? 1,5 веќе си на нозе не знам колку сати. 59 сати. Од каде ја црпиш енергија? Па убаво ми е, за како? Не разбирам, јас мислам дека ќе дојдеш готова, Умрена. готова да легнеш и крај. Не, многу сум среќна што се вратив дома. Ја, у принцип, многу сакам дома да сум си. Ти во видеото ни кажа, аз идве чекам да си дојдам дома. Да, ја сакам да си идам дома. Ја никогаш нема да заборавам, во Њујорк бев 3,5 месеци, кога се вратив, тоа ми беше најстрекниот ден во мојот живот. Кога си дојдов дома, така што јас сум homesick тотално и така. Кој беше твојот фаворит и Мојот дали фаворит ти беше се свија Италија. Холандија? И Италија во моментот кога видов дека Македонија и даде на Италија 12 поена, луѓе не знаете што се деси у Гринрум. Уау, ја почнав да се дирам, а Махмуд вака ме гледа, као шо е на ова? И се дерев, Махмуд, I love you. Значи, твојот фаворит беше Италија? Дефинитивно. А за Мислам, Холандија? Твоето мислење? Па Холандија не знам дали Колку ми ти се се досади, допадна? дали ми се досади зашто пееше пред мене и го слушав цело време. Само него го слушав. Добар, мислам, фин дечко, сите беа фини, многу се здружив со доста од нив, например со Сара Мектернан од Ирска, со Джингис од Азербејџан, со Арменија, таја што не влезе, што многу ми беше криво што не влезе Арменија. Гласот гостев во Израел. Многу ми се свигаше на Арменија песната, на Азербејџан песната. Некого заборавам, еве не можам да се сетам сега. Со Невена се друже. Убава ептен некаква убава, многу убава Евровизија. Многу убава енергија, а Израел е... И за нас е една од најубавите Тел Авив. Евровизии во животот што сме ги доживеале, верувај ми. Тел Авив е толку убав град. Значи, ја колку што можев да видам од Тел Авив, што вика Мадона, го ја видов плажата од кола, од хотел на кај проба. Ти повеќе си видела плажа од Мадона, Да, по апсолутно, али мислам имаше многу да се види, али немавме време. Така што ќе одам уште еднаш на Тамара, уште Holiday. едно изненадување како што Ајде да видиме. палиме тортата. Тортата. Ние ќе Сега ти да се експлодираме. Happy birthday! Ајде, сите ќе станеме. Ајде. Чекај. Ама не можеш така, мора да Ние ги Тамара палиме тебе ќе сите. ти се Ајде. заблагодариме Пази да не ти за изгорам. твоето Пази. гостување вечерва, што не нас. Girl, they will try to tell you what to do, how to look, smile, act, and move. All the rules are made for you to lose. But baby, let me tell you something, girl. For every tear the world makes you cry, hold on to me, I am always on your side. Тамара, првото парче да го истечаме и... Не, ја првото парче. не Не, може да накинкаш првото парче. Првото парче ја ќе му го дадем на Сергеј сега, па што? Драги гледачи. Ќе ми пукне. Каква среќа.
Фала ти. Тамара, ти благодарам што ни беше гостинка. Фала и на вас. Ви благодарам на сите вас уште еднаш кои што Од кај ви беше е со тортава? нас изминативе 2 дена во ова евровизиско и пост-евровизиско лудило. Јас и Стефан ве поздравуваме од тука, Стефан. Со торта, така и јас ви се заблагодарувам што не седевте изминативе 4-5 часа, вредеше Тамара Тодевска и честитаме Ти повторно. благодариме за успехот. И повторно благодарам што дојде, така да добра ноќ од нас и Јас надам ќе ве дека поздравам уживавте. исто така и како гостин и како домаќин на оваа куќа и уште еднаш ќе ја честитаме победата на Тамара. Добра ноќ. Победата! Добра ноќ. Победата, победата.